Добро дојдовте во ова издание на темата на неделата. Овој пат говориме за тоа дали смената на првиот човек на Стейт Департментот би можело да има и некакво влијание врз американската надворешна политика, посебно на Балканот. Председателот Доналд Трамп во март му даде отказ на државниот секретар Рекс Тилерсон по серијата несогласувања со него околу политиките спрема Северна Кореја, Русија и Иран. На негово место го назначи Мајк Помпео. Познавачите велат дека тој ќе донесе нова политика во пристапот на спроведувањето на американската надворешна политика според очекувањата на Трамп. Tremendous energy, tremendous intellect. We're always on the same wavelength. Вака американскиот председател Доналд Трамп го оцени неговиот избор за нов државен секретар, директорот на ЦИА Мајк Помпео. Според очекувањето на посматрачите, тој би требало да донесе подсврст американски пристап не само во преговорите за нуклеарното оружје со Северна Кореја и односите со Русија. Неговиот претходник Рекс Тилерсон, кој имаше умерено влијание во смирување на инстинктите на Трамп, во прошталната порака кон крајот на март до вработените во Стейт Департментот изјави. I'd like to ask that each of you undertake to ensure one act of kindness each day towards another person. This can be a very mean-spirited town. But you don't have to choose to participate in that. Тилерсон бараше од Трамп да го задржи нуклеарниот договор со Иран и да каже дека Соединетите држави не се обидуваат да го отстранат севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун. Помпео, од друга страна, на една конференција за безбедност лани, изјави дека промена на режимот може да биде опција во Северна Кореја. But the thing that is most dangerous about it is the character who holds the control over them today. So from the administration's perspective, the most important thing we can do is separate those two. Помпео исто така бара раскинување на договорот со Иран, што е во согласност со истото такво размислување на Трамп. Некои разузнавачи велат дека Помпео бил премногу склон кон председателот и му го кажува она што тој сака, а не она што треба да го слушне. Како и да е, 54 годишниот конзервативен републиканец Помпео носи моќна актовка за неговата нова улога како главен американски дипломат. Во неа се довербата на председателот Доналд Трамп, искуството во администрацијата и инсайдерското знаење за Конгресот и федералната бирократија. Помпео е поранешен офицер на американската армија и дипломиран правник во Хавард, а во неколку мандати го представуваше Канзас во представничкиот дом. За разлика од бизнисменот Тилерсон, кој немаше искуство во владата, кога беше избран за државен секретар, Помпео е свесен за тоа како се работи во Вашингтон. Сегашни и поранешни официјални лица изјавија дека Помпео веројатно ќе биде во подобри односи со Конгресот и со Белата куќа, не само поради неговата конзервативна наклонетост. Сепак, тој ќе треба да најде начин да се справи со шефот кој според досегашниот мандат покажа мала грижа за дипломатско разбирање. Политиките на Соединетите држави не се менуваат преку ноќ и покрај кадровските промени, коментираат дел од експертите во Македонија. Според нив, токму искуството на Мајк Помпео како директор на ЦИА и како сенатор ќе биде од големо значење за неговото вклучување во решавањето на проблемите на Балканот. Тука пред се мисли на оние безбедносните. Смената на првиот дипломат на Соединетите американски држави нема да се почувствува многу во регионот, а со тоа и во Македонија. Оти Западен Балкан е подолу на листата на најважните политички и безбедносни приоритети на САД со години наназад. Искуството што го има Мајк Помпео и како поранешен шеф на американската разузнавачка служба ЦИА и претходно како сенатор, ќе му помогне полесно да се вклучи кон новите случувања во овој регион. За жал и после толку години плурални системи и толку години формална демократија на Западниот Балкан, главните проблеми се уште се во безбедносната сфера. Покрај ова што е економија, меѓутоа економијата не може да ги растури државите, безбедноста за жал може. Домашни аналитичари велат дека политиките на Соединетите држави не се менуваат преку ноќ. Бидејќи надворешната политика на САД е етаблирана, такви промени се очекува и кога дојде Тилерсон на чело на Стейт Департментот, но се виде дека надворешната политика на САД нема големи амплитуди без оглед на кадровските промени кои настануваат таму, вклучувајќи го и председателот на САД. Мислам дека
приоритетите на САД во однос на надворешната политика, вклучувајќи и Македонија, ќе останат исти. Македонија пред еден месец во рамки на регионалната турнеја ја посети американскиот помошник државен секретар за Европа и Евроазија Вес Мичел. Тој порача дека Соединетите држави ги поддржуваат Македонија и Грција во напорите да најдат заедничко решение во спорот за името. I think we have to learn from past experience and we have to size the timing and nature of our role to suit the circumstances. I can assure you we take a very active interest strategically and politically and for all the principles that we're fighting for in the Balkans from a NATO and EU perspective. So you will see the U.S. strongly committed throughout this process. You'll see myself and the administration committed to helping both sides. At the same time, we acknowledge that the only solution that will last is one that the two parties are going to work out between themselves. Соединетите држави сакаат да ја видат Македонија во НАТО, но важно е и реформите што се воведуваат во земјата да не останат само на хартија. Порача и Мичел, а тоа често го вели и американскиот амбасадор во Скопје Джес Бейли. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата, во која говоревме за тоа дали е можно да има промена на американската надворешна политика по смената на врвот во Стейт Департментот. До гледање.